Време е за утринското будење и она кое што е наша стандардна рубрика во која се информираме за новите активности, случувања, нешто што е важно, интересно па и корисно да го споделиме и се разбира со тоа да го разубавиме утрото. Така ќе биде и денес во нашето утринско будење, како што и спомена во мојата почетна најава, ви информираме за нешто доста актуелно, промоција која што се случуваше вчера во Младинскиот културен центар, а тоа беше промоција на збирка раскази "Ништо нормално" на Симона Јовановска, која што утрово е заедно со нас. Симона, добро утро, ти посакувам убаво утро и добар почеток на овој ден со оглед на тоа што вчерашниот заврши малку подоцна. Да, добро утро. Да, вчера навистина малку подоцна се прибравме по дома, ама беше доста возбудливо. Да, бев дел од публиката, затоа можам да кажам, како велиме, од прва рака или од свој впечаток, дека навистина беше една убава промоција, која беше и многубројна. Честитки за тоа, честитки за збирката раскази, нешто по кое што веројатно и луѓето те знаат, а тоа е твојата инспирација или како велиш ти, некогаш она кое што те влече, нечесто знае да биде предвидливо, но сепак во согласно со она кое што ни се случува, а меѓу другото и ти си позната по тоа што твојот роман Денот на црвот ја доби наградата роман на годината во 2021 година. Но ова е збирка раскази, е нешто ново, ама е ништо нормално со наслов. Така што верувам дека ќе биде интересно за нашите гледачи малку повеќе за самата инспирација и што поточно говорат овие раскази. Пак, како што спомна, јас се навратив на расказиве, значи ме привлекуваа долго време, со нив всушност и влегов во литературниот свет. Пред 11 години ја објавив својата прва збирка раскази "Ги најдов во длабокото" и од тогаш направив една официјална мала пауза од оваа литературна форма. Иако во меѓувреме се случија два конкурси, објавени од страна на деневниот весник Нова Македонија, кои што беа анонимни, на кои што учествував, затоа што во тоа време ми беа предизвик таквите конкурси. И на едниот во 2019 освоив второ место со расказот "Последниот кат", а во 2022 истата година кога романот Денот на црвот ја зеде првата награда за роман на годината, освоив прво место за расказот "Кажи му на куќето", и тие два раскази, така да кажам, висеа, не беа дел од никаква збирка, и по идеја на мојот издавач од издавачката куќа Или Ненад Стевовиќ, тој ми предложи дали размислувам да објавам уште еднаш збирка. Јас малце посериозно го сватив неговиот предлог, почнав да размислувам во таа насока, доста читав збирки во последно време и ете така. На крајот излезе една заокружена целина која што ја работев повеќе од една година, би рекла. И задоволна сум како испадна на крајот. Се надвам дека ќе има позитивен фидбек од читателите. Да, верувам и јас, во "Ништо нормално" во фокус е малиот човек и прашањето веројатно ќе се појави како такво, зошто токму неговите приказни се важни за раскажување. Денес со оглед на тоа што зборуваат за стравови, несигурност, внатрешни борби, значи колку всушност овие приказни се лични, а колку од нив представуваат одраз на живењето во денешницава? Па знаеш, без разлика колку и да се дистанцираш како автор од приказната, тие имаат секако неизбежно да имаат лична нота, личен отпечаток, затоа што сите работи со кои што пишувам јас и предпоставам сите автори минуваат низ еден личен филтер и како ти самиот ги доживуваш работите. Ние живееме во време кога сме информирани за се, што се случува на другиот крај на светот, и нели со глобализацијата сме отворени директно и мора да бидеме информирани што се случува и најчесто за жал тие информации што идат до нас да знаат да бидат стресни, да ни предизвикуваат неизвестност, страв, да размислуваме како да се справиме со денот, па и со утрешниот ден, така што сите тие едни, би рекла, секојдневни грижи, предизвици пред се на еден човек, па после на мајка, па на вработен, па на граѓанин на оваа држава, значи ни сите улоги, секој од нас ги размислува. Така што малиот човек во суштина кога се вели, се мисли на обичниот
човекот кој што нема да речам привилегии, кој што е некаде измеѓу маргините и така во некој едно секојдневие кој што мислам дека ни е познато горе-долу на сите, иако нели реалноста за сите нас е различна, индивидуална, меѓутоа големата слика не засега сите би рекла помалку или повеќе исто. И мене тоа ми било секогаш предизвик да го ставам во контекст на расказ и секако да има доза на хумор, на иронија, на сарказам, затоа што на тој начин ги преиспитуваме, би рекла, работите кои што се нормални, даваме еден вид на отпор кој што никако не сме да застане само на пишување на книга, значи ние сме тука како коректори на општеството, мора постојано да притискаме за нештата што ни се важни и на нас лично и колективно, и мене тоа од секогаш ме интересирало во моето творештво. Така е, насловот ништо нормално, ќе признаеме дека е навистина силен наслов и верувам дека многумина ќе ти го постават прашањето, па еве и јас. Што за тебе е нормално и всушност не само што ќе го поставиме кон авторот ова прашање, доколку имаме прилика, туку веројатно преку тоа ќе си го поставиме и себе си. Можеби ова е прашање кое што и секој од нас во различни ситуации секојдневно или предизвици пак ќе си го поставува себе си, токму поради сето она кое што ни се случува и глобално, но и онамо каде што сме општествено. Па јас доста често размислував додека пишував збирката на зборот нормално и нели од една страна тој збор ни е потребен како општество, да биде востановен, да биде утврден за да може да функционираме по да има некаков ред, нели, да функционираме по однапред познати правила кои што ни дава чувство на стабилност, на сигурност, кои што го овозможуваат текот на работите. Меѓутоа индивидуално овој термин е различен за сите, заради тоа што сите ние сме растени во различни услови, во различна средина и различни околности, така што ако нешто за мене е нормално, за некој друг можеби не е нормално, така што индивидуалното се разликува во одредена мера од колективното нормално. Дојдов до сознание дека понекогаш може да делува како термин и доста ограничувачки, да те стави во одреден калап на очекување како ти треба да се однесуваш, па тоа да влијае на твојата слобода, на твојата среќа, на твоите избори. И така што за мене нормално е, би рекла, во овој момент е, например, да нема војни. Тоа што се случува во моментов, не можам да не го спомнам, значи војната во моментов што се случува во Иран, не засега сите, ние сме на прагот на една економска криза која што не сме виделе дури од 1970-та, со големи последици што допрва треба да се случат и за планетата Земја. Скоро време читав дека поради нели нафтената криза државите ќе го одложат окинувањето на снабдување со јаглен, тоа дополнително нели ја загадува планетата и се пролонгираат сите корисни нешта кои што биле планирани, така што за мене е нормално во моментов да нема војни, да имаме општество во кое што нема да читаме за фемициди, нема да читаме само за црната страна на нештата, можеби нормално е каде што луѓето повеќе ќе се осмелуваат да творат, да се свртат кон уметност, да спортуваат и да живеат еден живот во склад со своите вредности, со своите желби и цели. Така е, да си го дефинираме нормалното, но сите знаеме кои се границите на истото, па и новото нормално, колку што е нели можно и колку што влијае од нас и се разбира за нас да се обидеме секој на свој начин индивидуално, одговорно да го креираме. Со токму ова творештво, со инспирација, со раскази кои што верувам дека ќе допрат до пошироката читателска публика, ќе повлијаеш на таков начин токму и ти. Јас посакувам навистина успех и уште многу инспирација и верувам дека читателите и оние кои што те следат уште од почетокот очекуваат уште многу повеќе приказни кои некако ќе допрат поединечно и индивидуално, секој можеби со својот избор на она што ќе го прочита, па и толкување, но ако зборуваме за романи и раскази, веројатно токму тие придонесуваат да, како велиме и во самите раскази, тивки, конфликти помеѓу луѓето, поточно оние разговори кои што секој си ги води сам со себе. Тоа би значило можеби една инспирација да
влеземе подлабоко во нас и да го извадиме тоа кое што навистина е важно да исплива на површина. Така е, фала ти Ивана за тоа што ме покани да гостувам. Фала Нутринска на тема што секогаш следите што се случува на културната сцена меѓу другото и отстапувате простор да бидеме ете и ние слушнати. Се слушаме, се гледаме во следна прилика. Така е, верувам следната прилика ќе биде и во нашето студио, каде што ќе може малку по детално да позборуваме, но ќе имаме време и за тоа во иднина. Поздрав Симона, ти благодарам што утрева беше дел од утринската и од нашето утринско будење, да може да бидеме актуелни и да информираме и за новата збирка раскази, ништо нормално во или за сите оние кои што ќе сакаат да ја имаат за себе.